Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Денеска во Тетово се одржа конференција за економска писменост и образование на која учествуваше министерот за економија Кришник Бектеши. Книгата Тетовски мајтаплуци е најновото дело на тетовецот Веле Коцевски, напишана на тетовски дијалект, а во неја на хумористичен начин се опишани случаи од секојдневниот живот. Денес во спортската сала на Средното медицинско училиште во Тетово се одржа обука на полициски службеници за најмодерните тактики при постапување во ризични задачи. Во организација на Институтот Либерална алтернатива и Иницијативата за економски основи од САД, денеска во Тетово се одржа конференција за економска писменост и образование. На конференцијата свое учество имаше и министерот за економија Кришник Бектеши. Денеска во Тетово се одржа конференција за економска писменост и образование. Истата беше во организација на Институтот за либерална алтернатива и Иницијативата за економски основи од САД. Во фокусот на првата сесија беше моменталната економска писменост во Македонија, во втората квалитетот и ефективноста на економското и финансиското образование, додека темата на третата сесија се однесуваше на тоа како економското и финансиското образование може да се искористи за поттикнување на претприемништвото и иновациите. Денешната конференција е дел од програмата за економска писменост, со која што веќе имаме почнато во рамки на Институтот Либерална алтернатива. Идејата за овој проект е да се покача писменоста од економска перспектива не само за тие кои што се од браншата на економијата, туку за сите. Денешната конференција има 3 таргет групи, значи со конференцијата почнуваме како први чекор на проектот. Има 3 таргет групи. Првата таргет група не е од јавните институции, значи репрезентативци од јавни институции, втората таргет група ни доаѓа од академијата и третата од бизнис фелата. На конференцијата свое учество имаше министерот за економија Кришник Бектеши. Денешната тема е многу важна, имајќи во предвид тоа со што се справува државата во моментот, а не само Република Северна Македонија, туку и европскиот континент, но и во глобално ниво, а тоа секако дека е економската едукација за пошироката јавност или за речиси целото население во нашата држава. Тоа е многу важен чекор за сите луѓе подеднакво, за базичните работи во делот на економијата да бидат информирани и на начинот како би можело тие најдобро да се справуваат и со зголемување на цените и со справување со енергетската криза и слично. Затоа Министерството за економија, владата во целина секогаш ќе поддржи вакви иницијативи, вакви конференции се со цел јавното мислење, но и јавноста пошироко да биде што подобро информирано, за да првично да го зачуваат нивниот животен стандард, а дополнително на тоа да влијаат и во економскиот развој на државата, пошто кога имат базични знаења на економијата, едно семејство секако дека средствата што непотребно би ги трошил, би можел да ги инвестира за дополнителни работи кои би даделе и имале додадена вредност во нашата економија. Ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, пак Абдулменав Беџети, порача дека оваа конференција е важна во поглед на промената на економската структура и економскиот амбиент. И како важна многу во делот на промена на економската структура и промена на економскиот амбиент, бизнис амбиент во целина, затоа што промените бараат усогласување и на системот на образование или на економска едукација. Токму заради тоа ние ќе разговараме денеска тука за да и универзитетот, академската заедница, како и бизнис заедницата, така и чинителите на политиките да бидеме што повеќе осогласени во делот на обезбедување на соодветна, адекватна и потребна едукација на младите генерации за да стопираме нивната миграција барајќи во подобар живот и подобар стандард.
По неколку вештачења и несогласени заклучоци од извештаите и по 4 години од автобуската несреќа кај Ласкарци, во која животот го загубија 16 лица, 37 беа тешко повредени, се уште нема пресуда. На прашањето дали обвинителството има механизам со кој може да се превенира во вакви случаи, за Радио Слободна Европа одговара јавниот обвинител Гаврил Бубевски. Од јавното обвинителство во целост е испочитувано сите рокови кои што му стојат како предизвик за постапување во една таква постапка со таква трагична последица, која што има со таквов набој и од страна на јавноста и едноставно што јавното обвинителство чувствува потреба сето тоа на крај за тие луѓе да ја донесе правдата. Сепак се разбира тоа треба да биде преку судот кој што ја дава конечната одлука. Сметавме и на почетокот, значи обвинителот кој што го работи предметот, дека со тоа вештачење што тој го наредил, со тие стручни мислења, целокупно опфатени сите можни аспекти на сообраќајната незгода, дека е доволно од фактичка гледна точка, доволно е разјаснет тој настан и сметавме дека има основ и да се поднесе обвинение за сите лица за кое што се денеска предмет на обвинение и надвор од разумно сомнение да се очекува осудителна пресуда. Во текот на постапката, тоа е контрадикторна постапка, одбраната си даде некое свое по нејзина наредба си даде некое свое вештачење кое што таа го приложи од стручни лица нормално, кое што обвинителство повторно сметаше дека не е спротиставено во клучните аспекти по кои што треба да одлучи судот за целокупната фактичка состојба, но судот донесе одлука да се направи едно супер вештачење, веројатно на него и најтешко му е судот, конечната одлука треба да ја донесе. Во тој контекст одлучи дека треба со едно супер вештачење, по она што го јас имам прилика да го видам од супер вештачењето, сметам дека тоа нема одговорено на тие прашања на кое што веќе има одговор. Вештачењето што приложено од јавното обвинителство во својата наредба и сметам дека тоа нема да ја промени фактичката состојба во однос на конечно на она што го има заземено како став јавното обвинителство, сепак на судот е последно. Значи, ниво сметате дека не постои во најмала рака и теоретска можност дека супер вештачењето ќе го смени текот на судскиот процес и дека вината ќе падне само врз возачот? Од аспект на јавното обвинителство не гледам причина да го смени. Целосната меѓународна соработка и обединетост е единствениот начин да се обезбеди глобалната безбедност, изјави премиерот Димитар Ковачевски пред годинишната Минхенска безбедносна конференција. Ние овде имаме навистина многу јасен став во однос на нашата надворешна политика и во однос на тоа дека не постои алтернатива на меѓународната соработка во однос на клучните безбедносни прашања. Северна Македонија е земја која учествува во мирновите мисии на НАТО, меѓутоа и на Обединетите нации, и истовремено ние сме земја која што претседава со ОПСЕ и како што кажува и мотото на нашето претседателство, а тоа е дека сме свртени кон луѓето и кон заштитата на сигурноста и безбедноста на луѓето. Тоа се гледа и од нашите приоритети, каде што клучен приоритет е Украина, меѓутоа и сите други области во кои што постои потреба за унапредување на мирот и безбедноста. Истовремено, јас ќе бидам дел и од панелот кој што се однесува на безбедноста на Западен Балкан и таму ќе разговараме токму за најзначајните теми, а тоа е енергетската безбедност, потоа сајбер безбедноста, заштитата од хакерски напади, како и унапредување на меѓународната соработка, се со цел и на регионалната соработка, се со цел обезбедување на што поголема заштита и на нашите држави и на нашите граѓани. Предвидени ли се посебни средби со лидери од регионот за зајакнување на безбедноста токму на регионот на Западен Балкан, бидејќи тука колку што видовте Радев, Мицотакис, Вучич, Рама? Првата средба е со претседателот на Србија Вучич, бидејќи навистина постои
регионален предизвик кој што го надминуваат заедно Србија и Косово, заедно со посредништвото на Европската Унија и на Соединетите американски држави. Има многу значајна средба со премиерката на Естонија, бидејќи заедно со нив работиме на дигитализацијата во државата, особено на воведувањето на електронски ID, кој што проект веќе започна кај нас и каде што клучни консултанти ни се од Естонија како една од најнапредните држави. И имам низа други средби со премиери и председатели на други држави на кои што ќе разговараме токму на овие средби. Книгата Тетовски мајтаплуци е најновото дело на тетовецот Веле Коцески. Истата е напишана на тетовски дијалект, а во неја на хумористичен начин се опишани случаи од секојдневниот живот кој авторот ги собирал и запишувал во текот на 50 години, за да кон крајот на претходната година книгата излезе од печат и биде потсетник за убавите времиња од минатото. Тетовски мајтаплуци е насловот на најновото книжевно дело на тетовецот Веле Коцески. Во книгата на преку 100 страници се прикажани голем број хумористични случаи од секојдневниот живот, напишани на тетовски дијалект, кои авторот ги собирал и запишувал низ текот на годините. Книгата од печат излегла при крајот на претходната година, а како што вели авторот, целта била сите интересни случувања кои му ги пренесувале луѓето од неговото обкружување да бидат сместени на едно место во книга, која ќе биде потсетник на едни убави времиња од минатото. Виновник за ова издание е Драган Јовановски Лјампе, банкарот. Тој ми кажа неколку убави вака догодовштини да речам и ја ги немој да ми правиш белефика, морам да ја запишам бисери се. И така континуирано може 50 години ги собирам. Значи, имам и некои татовски изреки, иако има што не са вметнати, мислим, бисери са. Пример, еден од тие што не е вметнат, е за еден стар човек ми каже, јена моја што прави комат, да остркаляш од кале, цел ќе остане. Значи, многу убав комат прави. И во оваа прилика многу благодарност до Владо Кочовски и Даниела Петровска, која ми помогна за средујење на текстовите и така. Тука исто да се заблагодарам на сега починатиот академски сликар Ацо, кој ми ја подари, односно ми дозволи да ја вметнам оваа слика, што е најпретпоставливо за тето два Бреста. Тетовски мајтаплуци не е прво дело на Коцески, од областа на хуморот и сатирата. Зад него стојат стихозбирката Кој е за Остен и афоризмите Коафоризми. Потоа монодрамата Чуекот со две имиња, а има напишано и стихозбирки, бајки и раскази за деца. Следно Коцески најавува издавање на уште едно дело со афоризми и книга од областа на современата поезија. Имам за издавање, како што реков, уште една афоризми ми е спремна и современа поезија, под наслов, под мој терк, ми е спремна. Сега очекувам рецензија да ми прата и да отпечатам. Ми е многу голема желба тоа да излезе. Авторот Веле Коцески е роден во 1950 година. Основно образование завршил во Тетово, а средно училиште и факултет во Скопје. Работел во печатницата Напредок во Тетово, а слободното време и во пензионерските денови го исполнува со пишување. Денес во спортската сала на Средното медицинско училиште во Тетово се одржа обука на полициски службеници на која тие имаа можност со одбранбени зафати и постапки на практичен начин да ги извежбаат најмодерните и ефективни тактики при постапување во специјални и ризични задачи. Денеска во период од 8:30 до 15:30 часот во спортската сала на Средното медицинско училиште во Тетово се одржа обука во рамките на која инструкторот во единицата за обука и подготовки на полициски службеници при специјални интервентни акции, Улекс Ѓонај, практично ги обучуваше полициските службеници од СВР Тетово и Оделението за внатрешни работи Гостивар, Одделот за обезбедување личности и објекти, единицата за брзо распоредување и посебната единица за обука и подршка за постапување при специјални интервенции, и тоа приведување, лишување од слобода, рација, одбрана, самоодбрана и други интервентни постапки. Полициските службеници пак кои присуствуваа во текот на обуката имаа можност со одбранбени зафати и постапки на практичен начин
да ги извежбаат најмодерните и ефективни тактики при постапување во специјални и ризични задачи. First time here in Tetovo, cooperation with police in North Macedonian. So I come here to teach and to train police in two different systems. The first system is a police combat lockup. Police combat lockup is popular now, and the new system in United States teach SWAT, sheriff, state troopers learn a lot of technique how to arrest, how to put in control the attacker who attack the police officer. And also we have another system is a Commando Krav Maga, is a new Israeli system. Teach police how to defend and how to protect himself or herself, or how to move and to cooperate with body for the attacker. I see today is the first time here, and I hope to be another time here to teach with police and officers. What I doing now, so I focus more to arrest and control the person, and after lunch, so we're doing like a gun technique, like knife techniques, and ground survival also. Времето во текот на викендот ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Максималната температура на повеќе места ќе биде над просекот за овој период од годината и ќе се движи во интервал од 14 до 20 целзиусови степени. Во Полошкиот регион денес сончево и топло време со мала до умерена облачност и со слаб ветер од северозападен правец. Температурата ќе достигне до 16 степени. Во текот на утрешниот ден во Полошкиот регион сончево и топло со мала облачност и со слаб до умерен ветер од западен правец. Минималната температура ќе се спушти до -2, а максималната ќе достигне до 16 степени. Продолжува периодот на стабилно и топло време со дневни температури кои на повеќе места ќе бидат над просекот за овој период од годината. Единствено во понеделник ќе има приодно зголемување на облачноста, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец и ќе има благ пад на дневните температури. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова викенд издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.